Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вис. Како што знаете, недела е нашиот термин резервиран за темите кои што се поврзани со земјоделството, органското производство, дали вреди, дали треба да се пренасочат земјоделците кон овој тип на производство. Дел од одговорите ни ги даваат од задругата од Северозападна Македонија. Постојат многу фактори, многу причини зашто еден производител треба да започне со органско производство, односно да направи конверзија кон органското производство. Бројни се причините, ќе се обидам неколку најбитните можеби да ги истакнам. Пред се, генерално зборено, се подобрува квалитетот на живот на самиот производител и на неговото семејство, и тоа од неколку аспекти. Прво, бидејќи со органското производство ќе оствари повисоки приходи. Односно, цените на органските производи знаеме дека во просек се 25 до 30% повисоки од цените на конвенционалните производи. Второ, секако би било она што можеби е најзначајно, нели, здравието, односно како на самиот производител, така и на неговото семејство, а и на крајниот потрошувач. Имаме ние случаеви на производители кои што ги сертифицираме, кај кои што здравствените проблеми кои што ги имале додека произведувале конвенционално, драстично се намалуваат или сосема исчезнуваат откако започнале со органски начин на производство. Значи, оној кој што е најзасегнат, да речеме, и чие што здравје најмногу трпи ради примената на препаратите е самиот производител, бидејќи тој е најмногу изложен на препаратот додека истиот го аплицира на површините. Значи, здравјето на производителите на вистина драстично се подобрува и ги нема проблемите кои што претходно ги имале. Понатамо секако здравјето на членовите на неговата фамилија кои ќе ги конзумираат органските производи и на крај здравјето, нели, на потрошувачите, каде што, односно кои што се крајна цел, нели, за продажба на крајниот производ. Понатамо, како бенефит секако би се истакнало и зачувувањето на животната средина. Значи, во органското производство се води сметка како при самите контроли при производство да се види, односно да се заштити животната средина, да не дојде до контаминација, дали со препарати, дали од вештачките ѓубрива, доколку значи ги има на фармата. Значи, во секој поглед, од секој аспект, загадувањето на животната средина во органското производство е неспоредливо пониска него во конвенционалното производство. Постоја, значи, уште ред други бенефити. Да речеме, кој јас би сакала да го истакнам тука, тоа е дека чувството на крајот на денот на органскиот производител секако е чувство на исполнетост, бидејќи во животот не е, да речеме, се парите и материјалната корист, туку што на крајот на денот ние пред себе и пред другите можеме да кажеме од што можеме да бидеме задоволни или незадоволни. Значи, ако ние сме успеале да добиеме еден производ, а при тоа да обезбедиме благосостојба на животните кои што ги имаме доколку ги имаме, да ја зачуваме животната средина, да го зачуваме собственото здравје, да придонесеме за зачувување на биодиверзитетот, значи чувството на исполнетост на крајот на денот е нели она што е битно и што сакам да го потенцирам, бидејќи во органското производство секако е битна материјалната корист, меѓутоа немаме во органското производство трка по богатство, туку имаме трка по материјален бенефит, меѓутоа и среќа. А секако, доколку успееме да го постигнеме сето ова во текот на производството и со нашиот начин на производство, неминовно е дека ќе бидеме секако среќни и здрави на крајот на денот. А платежната агенција за земјоделството најави дека до крајот на февруари истекува рокот за фармерите да се пријават за субвенционирање на набавен педигриран добиток.
Сите кои што го направиле ова во периодот од септември до декември 2020 година може да поднесат барање за субвенции. 6,5 милиони денари изнесуваат финансиските средства наменети и предвидени во оваа мерка 121 за инвестиции во земјоделски стопанства. Во зависност од тоа па и за каков тип на земјоделско стопанство градираат тие мерки. Повеќе детали од следниот прилог. Фармерите кои набавиле педигрирани кози и овци во септември до декември 2020 година може да аплицираат за финансиска помош за набавениот добиток. Директорот на платежната агенција Никица Бачовски информира дека станува збор за мерката 121 за инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Максималната финансиска поддршка за оваа мерка е до 6.500.000 денари прифатливи трошоци по поединечен корисник. Поддршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на завршени исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина до 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции, информира директорот Бачовски. Тој додава дека и ставката за кофинансирање се зголемува во случаите кога се работи за инвестиции на земјоделско стопанство чиј носител е млад земјоделец, за инвестиции во подрачја со ограничени можности на земјоделско производство, инвестиции во подрачја со ограничени можности на земјоделско производство кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец и за инвестиции во недостапни рурални заедници. Сточарите пак од Струмичко се жалат дека го намалуваат бројот на грла добиток. Колку време се занимавате со овчарство? Од детинство, од дете. Колку овци имате? 80. И? Нешто слабо, заработувачка нема од нив. Прибидејќи јагнето веќе едно 5-6 години 120, 130, а таа година го зимава 90 и 100 динара. Мислам, о април месец, мај. И тешко, волната веќе 2-3 години, веќе 2 години посебно нич не ја зима, тека зима 20 динара, 25 динара. И многу тешко да обстане човек и затоа човек и продават. И кој имаше мерак, изгубија воля, знаеш како е. Вие продадовте нешто од сточниот фонд? Од овците или го задрживте? Лани продавах нешто, таа година не сум, лани продадех на 25 комада и така, таа година оставим па подмлати јагнина. Инаку фармерите кои сакаат да аплицираат за мерката за набавен добиток, барањата треба да ги поднесат електронски со регистрација на e-baranja.ipar.gov.mk. Крајниот рок за доставување на барање за финансиска поддршка е 28 февруари 2021 година. Остануваме на тема субвенции. На почетокот на април се очекува да може да пристигнат веќе и барањата за сите земјоделски производители да се аплицираат за финансиска поддршка. Оние кои што за прв пат ќе приложат барање за субвенции треба да се регистрираат во единствениот регистар до 15 март. Деталите во продолжение. Пријавувањето за субвенции за 2021 година се очекува да започне на почетокот на април. Платежната агенција конкретно ќе го соопшти датумот. Новите корисници на земјоделски субвенции до 15 март треба да се запишат во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Со регистрацијата новите земјоделски производители ќе може да користат финансиски инструменти за поттикнување на земјоделството. Ресорниот министер Арјанит Хоџа вели дека на располагање имаат 150 милиони евра за развој на македонскиот аграр. Не чека многу работа во периодот кој што следи. Земјоделството и руралниот развој ќе ги поддржиме со годишна финансиска поддршка од околу 150 милиони евра. Ние ќе обезбедиме услови за порентабилно земјоделско производство, зголемувајќи го кофинансирањето на трошоците за набавка на зелена нафта. Ние ќе го продолжиме процесот на консолидација на земјоделското земјиште. Ќе ги мотивираме младите земјоделци до 40 години, давајќи им грантови до 20.000 евра, како и двојно ќе зголемиме поддршката за жени земјоделки до крајот на 2024 година, значи сегашните 3.000 евра ќе пораснат на 6.000 евра. Ќе ги продолжиме сите капитални инвестиции, кои што се клучни за обезбедување на питка вода и вода за наводнување на земјоделските површини. Ние ќе продолжиме со редовна и неселективна исплата на субвенциите. Оваа година, по програмата за 2019 година, исплатени се околу 115 милиони евра. Има уште некои мали исплати кои што ќе бидат реализирани до крајот на годината и со ова целосно ќе се заокружи исплатата на субвенциите.
Барањето за уписа може да се поднесе секој работен ден во текот на годината. Образецот, барање како и листата на потребни документи се подигаат во потрачната единица на Министерството. На овој начин новите земјоделци влегуваат во системот како земјоделско стопанство и го исполнуваат едниот од условите да станат корисник на субвенции и мерки од програмата за рурален развој. А како што знаете во нашата емисија Агроинфо, секој пат одвојуваме простор за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Да слушнеме што Ивановски советува овој пат. Добар ден, почитувани. Се наоѓаме период кога раногренарското производство овдека во овој дел на нашава држава е во полнек. Голем број на земјоделски производители веќе ги имат посадено на стално место одредени раногренарски култури, пред се тука мислам на зелката, но дел од нив исто така планираат да вршат садење на гренарски култури во периодов што престои. Затоа би сакал почетокот на денешната земјоделска емисија да го посветам за некои природни биостимулатори кои што ќе помогнат во однос на подобар раст и развој на овие гренарски култури. После садењето на одредени гренарски култури, односно на сите гренарски култури на стално место, односно после од прилика 10 до 15 дена, пожелно е растенијата да се третират, односно залеват или најдобро во систем капка по капка со природниот биостимулатор Готео. Готео е природен биостимулатор кој што е добиен од посебен сој или вид на алги, каде што е извлечена биостимулаторната материја Г142, кој што всушност ова биостимулаторна материја Г142 има својство да ги стимулира растенијата да формираат и да развиваат поголем и поквалитетен коренов систем, односно коренови жили. Бидејќи знаеме дека во колку растенијата нема доволно коренов систем, односно коренови жили, тогаш како резултат на послабиот коренов систем, понатаму послабо се да растат, се развиват и нормално дават послаб квалитет и помала количина на род. Затоа задолжително мора да го употребите Г142, рековме може со залевање, али најдобро во систем капка по капка, од прилика 2 недели после расадување на стално место. Доза на употреба просечно се движи 1 литар за 1 декар. Спомнавме, почитувани, дека дел од земјоделските производители планира да вршат садење на одредени култури на стално место, а исто така овој период каде што и лозарите, односно овоштарите, може да го искористат за така наречено зимско или пролетно ѓубрење или ѓубрење пред почетокот на вегетација. Знаеме дека голем број од нив употребуваат минерални ѓубрива, без разлика од кој тип на НПК комбинација станува збор, но при тоа не водат сметка дека за да се примат минералните материи од почвата, тие претходно мора да бидат разложени, односно ние велиме да станат во јонска форма. Ова разложување на минералниот дел на компонентите во почвата го вршат бактерии, односно повеќе видови или стручно кажане соеви на бактерии. Од страна на Агроуник Македонија има и се пласира на нашиот пазар, по земјоделските аптеки може да го обезбедите, веќе со години, неколку години докажано гранулисано, стартно микробиолошко ѓубриво Унимакс. Унимакс се карактеризира со тоа што на одредени дека во гранулите кои што се од типот на зеолит. Ово го напоменувам затоа што зеолит се карактеризира за тоа што исто така ја подобрува дополнително структурата на почвата, а и долго ја држи влагата, а со тоа во својата внатрешност овозможува бактериите кои што се внесени според одредена напредна технологија долго да живеат. Значи во гранулите на зеолитот, односно во гранулите на Унимаксот се внесени милиони различни соеви на бактерии, почнувајќи од нитробактериум, бацилус и така натаму, кои што соеви на бактерии кога ќе паднат во почвата, односно кога ќе дојде влага и ќе набубри ѓубривото, односно зрната, излегуваат во самата средина, значи во самата почва и започнува нивната активност, односно
разложувањето на минералните материи. Па така, пример, калиум кој што се наоѓа во почвата или растворен веќе од ѓубривото во почвата во вид на калиум сулфат, калиум нитрат и така натаму калиум хлорид. Овие бактерии, пример бактериите од сојот бацилус, веднаш ќе го разложат на јон на калиум, К2O, на SO4, NO3 и така натаму. Потоа фосфорус, кој што исто така има одредени соединенија на фосфор во почвата, бактериите исто така ќе ги нападнат овие соединенија минерални во почвата, па ќе ги разложат и така натаму. Азотот исто така, па ќе опретворува NO2, NO3 форма. Значи, сите овие хранливи елементи, минерални делови ги разложува во јонска форма, а понатаму тие преку водата, затоа што ќе се наоѓаат нормално во водата, ги растенијето прима. Значи, во колку овие минерални делови во почвата, односно материи во почвата, не се во јонска форма, растенијата не може да ги примат. Иако се наоѓаат во почвата, во почвениот раствор, односно во водата во почвата растворени, понатаму со приемот и усвојувањето на водата ќе останат надвор, а растението само ќе ја прими водата, а минералите ќе останат. Значи мора они да поминат во така наречена јонска форма. Дозана употреба на Унимакс најдобро е во колку, пример во лозарството и овоштарството, па и во гринарството кај што има систем капка по капка, да се употреби, дозана употреба изнесува отприлика 25 килограми за 1 декар. Би сакал сега да се навратам на Агрорадомак, компанија која што исто така е позната преку земјоделска емисија на ТВ канал ВИС, и да ве потсетам за некои нивни препарати, односно фунгициди и инсектициди кои што ги внесува. Пред се тука би го спомнал капманот и естрелата. Капман е фунгицид, значи служи за сузбивање на голем број на економски значајни болести во гринарството, лозарството, овоштарството, полјоделството. Значи кај сите растенија. Во овоштарството служи за сузбивање пред се на чадлавата краставост, кај јаболчестото овоше. Во градинарството помага во сузбивањето на фитофторите, пламениците, питиумот, а исто така и алтернарија. Ова е многу значајно затоа што овозможува заштитата да се врши од поникнување на растението во градинарството, па во овоштарството во текот на цела вегетација. Доза на употреба на капманот изнесува 25 мл во 10 литра вода. Со цел да ги сузбиете, особено сега еве кај зелката, инсектите кои што се јавуваат, тука покрај капманот пожелно и препорачливо да ја употребите естрелата. Естрелата е контактно желудачен инсектицид од групата на синтетички перитроиди, каде што ги сузбива сите инсекти кои што имат устен апарат на гризење и жвакање, и доза на употреба е доста мала. 6 мл во 10 литра вода. Заеднички овие препарати овозможуваат заштита на голем број, уште еднаш ќе повторам, болест на растенија, кај голем број на растенија, заштита од голем број напади на болести во кај сите земјоделски култури. И пред да се одјавиме, да погледнеме што интересно се случува во праксата на другите држави кога станува збор за аграрот.
Поштувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал. Ви се благодарно за вниманието со кое не следевте. Пријатно.